لتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Благодарност секогаш му припаѓа на Аллах субханаху ва таала, нашиот Господар, нашиот Создател, оној кој е опишан со најубави имиња и со најсовршени својства, оној кому му припаѓа власта и на небесата и на земјата. Салават, селам, мир и спас и благослов му испрачаме на учителот на целото човештво, на последниот пегамбер и миленик Мухаммед саллаллаху алейхи васелем, на негова честна фамилија, верни асхаби и сите следбеници на овој дин кои во добро го следат до судниот ден и потоа. Аллахумма амин. Се наоѓаме во месец Рамазан и Шериф, месец на големи и значајни настани во историјата на исламот. Месец на големи битки, месец на големи пресврти. Еден од најзначајните настани во овој благословен месец Рамазан е токму битката на Бедр. Битка на Бедр која е регистрирана и во светиот Куран. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Вели Господарот Аллах субханаху ва таала: и ние ве помогнавме во денот на Бедр, а вие бевте малку бројни. Затоа заблагодарете му се на Аллах и плашете се од Аллах. Оваа битка, драги браќа, во Куранот е исто така наречена и Јаумел Фуркан, ден на разделбата, ден на разделба меѓу вистината и заблудата. И затоа решивме да проговориме за оваа битка која се случила во 17-тиот ден од Рамазан, втора година по хиџра. Ова е прва пресудна битка меѓу иманот и куфрот. Битка која за муслиманите означуваше голем мотив и големо охрабрување за понатамашните случувања. А за нас верниците ни дава голема поука дека Аллах азза ва џеле го исполнува своето ветување. Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем токму после битката на Бедр рече: Алхамдулилlah الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Рече: фала на Аллах кој го исполни своето ветување, кој го помогна својот роб и ги порази непријателите. Драги браќа, оваа битка настана како резултат после информацијата на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем дека курејшиски караван на чело со Ебу Суфијан од Шам се враќа кон Мека. Караван со 1000 камили, натоварен со многу намирници, продукти за исхрана, а тој караван го придружуваат околу 30 до 40 души. Па пегамбер салаллаху алейхи ва селем излегол да го пресретне тој караван со намера
да го поврати она што меканците им го конфискуваа додека беа во Мека. Значи муслиманите беа во Мека. Беа принудени да прават хиџра, да прават преселба од Мека во Медина и се што има од имот, од куќи и од богатство, мушриците, меканците им го конфискуваа. Па овој караван е еден вид надомест за она што ти им го зедоа. Па затоа пегамбер салалаху алейхи ва салем ги повика асхабите да излезат и да го пресретнат овој караван, да повратат нештото на што им е одземено. Меѓутоа, Ебу Суфјан, поглаварот на караванот, лидерот на караванот, водачот на караванот, научи за планот на муслиманите и веднаш испрати човек до Мека по име Дамдам ибн Амр да неџде, да ги повика: о Курејши, загрозена е вашата трговија, во опасност е вашиот имот, излезете да го спасите. Тогаш меканските поглавари, првеници, лидери, начело со Амр ибн Хишам, познат како Ебу Џехал, Шејбе ибн Рабија, Утбе ибн Рабија, Валид ибн Рабија, излегува во околу 1000 души. 1000 души, со нив 200 коњи, со нив жени кои ќе ги мотивираат со нивните песни, поезии во борба против муслимани. Пегамбер салалаху алейхи ва салем излезе со една бројка која изнесуваше околу 314. Со нив има само 2 коња и има околу 70 камили. Асхабите се разменуваа. Пегамбер салалаху алейхи ва салем јаваше на камила заедно во размена со Алија и со Ебу Лубабе. И така, тие се насочија кон Бедар. Бедар е една област, денеска градче, која се наоѓа околу 155 километри оддалечено од Медина и 310 километри оддалечено од Мека. Тука постоја бунари на Бедар и пегамбер алейхиссалату вассалам излезе да го пресретне на тој караван. За жал, тој караван начело со Ебу Џехал, кога научи за планот на муслиманите, го смени својот правец и успеа да се сочува и да се спаси од муслиманите. Иако Ебу Џехал, командантот на мушричката војска, иако тој доби информација дека караванот е спасен, вратете се во Мека, нема потреба за понатамошен поход. Меѓутоа, гордоста, фанатизмот на мушриците не им го дозволуваше тоа. Па затоа Ебу Џехал по секоја цена реши да стигне до Бедар и да се судри со муслиманите, да прослават, да прават гозба, да пеат музика и така натаму. И така, пегамбер салалаху алейхи ва салем, кога тргна од Медина за Бедар, пегамбер салалем се советуваше со асхабите. И ова е една многу важна лекција која сакаме да ја пренесеме до вас, драги браќа. Пегамбер салалаху алейхи ва салем им се обраќа на асхабите и им вели: еширу алеје ејухан нас, о луѓе, дајте ми совет. О луѓе, се консултирам со вас како да постапиме. Тогаш еден асхаб по име Микдат ибн Амр му рече: ја Расул Аллах, ние поверуваме во твоето пратеништво. Тргни каде си наумил, ние стоиме за тебе. Ла некулу кема кале
Бену Исраил ли Муса алейхи салам. Ние нема да ти се обратиме тебе како што Бену Исраил му се обратија на Муса алейхи салам. Инна ленедхулаха абаден ма даму фиха. Идхаб анта ва раббука фaqатила инна хахуна qaidun. Ови се зборови на Бену Исраил, следбениците на Муса алейхи салам. Кога Муса алейхи салам им рече да влезат во Ерусалим, тие рекоа: оди, ти и твојот господар борете се, а ние ќе ве чекаме тука. Асхабот Микдат ибн Амр да му даде поддршка на пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, му вели: о Аллахов пратенику, оди напред, ние сме за тебе. Нема да се откажеме, нема да те оставиме на цедило. Нема да бидеме како Бену Исраил, оди ти со твојот господар, а ние тука ќе те чекаме. Ние сме со тебе рамо до рамо. И тогаш лицето на пратеникот салаллаху алейхи ва саллем блесна. Почна да свети од радост. Меѓутоа пратеникот пак продолжи и рече: еширу алеје ејухан нас. Дајте ми совет, о луѓе. Тогаш Саат ибн Муаз рече: ке аннека туридуна ја Расулаллах. О Божи пејгамбере, во твојот говор запазуваме дека не имаш нас во намера, нас енсарите, жителите од Медина кои ги примија мухаџирите, жителите од Мека. Бидејќи во договорот на Акабе тие му дадоа заклетва и убеденост, договор дека ние ќе те штитиме во Медина по прашање по живот. Меѓутоа надвор од Медина не беше говор. И сега пејгамбер со селем излегува надвор од Медина. И пејгамбер со селем сака да слушне од страна на енсарите нивниот став, дали ќе го штитат и бранат и ќе војуват за него и надвор од Медина. И тогаш Саат ибн Муаз радијаллаху анху рече: ја Расулаллах, ние сме со тебе. Лау амертена, ако ни наредиш да го преполовиме ова море, ќе го преполовиме. Лау худте бина ал-бахр лахуднаху. Ако ни наредиш да го изгазиме, да зачекориме преку ова море, ние чекориме заради тебе. Нема да се откажеме. И тогаш пејгамбер селем уште повеќе се расположи и уште повеќе доби мотив за понатамошен поход во борба против мушриците. Кога стигна на Бедр, пејгамбер со селем ги подреди редовите на муслиманите, нивната позиција, и тогаш дојде асхабот Хабаб ибн ал-Мунзир радијаллаху анху и му рече: ја Расулаллах, дали е ова твое мислење, ел-мекиде, ел-харб, или ова е наредбата Аллах? Позицијата на која сме ние сместени, дали е Божја наредба или е твоја воена стратегија? Пејгамбер со селем му рече дека тоа е личен мој став. Тогаш Хабаб ибн ал-Мунзир му рече: ја Расулаллах, сметам подобро е да бидеме пред бунарите, бунарите да бидат зад нас, да ние стигнуваме до вода, додека мушриците да не може да стигнат до вода. И тогаш имаме поголема предност да војуваме против мушриците. Доаѓа до средба меѓу мушричката војска и муслиманската војска. Почнува со двобој, тројца од страна на муслиманите и тројца од страна на мушриците. Од страна на муслиманите во твој двобој излегува Убейд ибн Харис, Алија ибн Аби Талиб и Хамза ибн Абдул Муталиб. Ридвануллахи алейхим еджмаин. Додека од страна на мушриците излегуваат Шейбе ибн Рабија, Утбе ибн Рабија и Валид ибн Утбе. Тројца на тројца, и за среќа муслиманите
победуваат. Овие тројца, представници на муслиманската војска, успеваат да ги убијат на тие тројца представници на мушричката војска. Настапува битката меѓу мала бројка, 314, 315 горе-доле и 1000 војници. Пегамбер салаллаху алейхи ва селем вечерта го моли на Аллах азза ва џеле. Толкум долго, о Аллах, ако оваа мала чета денеска изгуби, нема да остане никој на земјата кој ќе те обожува, кој ќе ти робува. Ебу Бекр радијаллаху анху доаѓа и му вели: ја Расулаллах, о Аллах пратенико, Аллах нема да те разочара. Пегамбер салаллаху алейхи ва селем гледа како Аллах азза ва џеле спушта 1000 мелеци на чело со Џибрил во помош на муслиманската војска. فاستجاب لهم ربهم أني ممدكم ب1000 من الملائكة. И Господарот Аллах азза ва џеле се одзва: еве јас ќе ве помогнам со 1000 мелеци испратени. И затоа Аллах субхану ва таала вели: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. И Аллах ве помогна во битката на Бедр. Значи Аллах ги помогна испрачајќи мелеки на чело со Џибрил, кои се бореа на страна муслимани, и муслиманите извојуваа победа во оваа битка, така што загубија само 14 шехиди, додека мушриците загубија 70 убиени и 70 заробени. Од страна на мушриците дојде и шејтан во форма на човек по име Сурака ибн Малик. И زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. Шејтан, Иблис, дојде во форма на човек по име Сурака и им се обрати на мушриците и им рече: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. Немој да се плашете, јас сум ваш помошник, вие ќе бидете победници. Меѓутоа, кога почна битката, шејтан како шејтан, Иблис како Иблис, го сврте грбот и ги остави на седело. Во таа битка беше загинат и командантот на мушричката војска Амр ибн Хишам, или Ебу Џехел, фараонот на овој уммет. Фараонот на овој уммет. Него го убија 2 деца по име Муаз и Муавиз, Муаз ибн Афра и Муавиз ибн Амр ибн Џемух. Кажува Абдурахман ибн Ауф радијаллаху анху дека тие 2 деца дојдоа и го праша на Абдурахман ибн Ауф радијаллаху анху: покажи ни го Ебу Џехел, бидејќи слушнавме дека тој го опсул на пејгамберот салаллаху алейхи ва селем. А деца кои беа во мали години, вели Абдурахман ибн Ауф, им покажав во правецот на Ебу Џехел и тие се спуштија кон него, се насочија и со нивните саби го повредија додека го паднаа на земја. Потоа стои предание дека Абдуллах ибн Месуд дошол и го докрајчил и му пресекол неговата глава и ја донесол пред пејгамбер салаллаху алейхи ва селем. Ова беше Јомул Фуркан, битка на разделување на вистината од невистина, на вистината од заблудата. Оваа битка покажа дека муслиманите се фактор на арапскиот полуостров. Оваа битка покажа дека Аллах азза ва џеле е на страната на верниците. Пејгамбер салаллаху алейхи ва селем да укаже на вредноста на науката и знаењето, оние мушрици кои беа заробени, а знаеа да пишуваат и знаеа да читаат, им даде услов секој еден од нив кој знае да чита и да пишува, ако научи 10 муслимани, ќе му биде дадена слобода. Во оваа битка Омер радијаллаху анху го уби на неговиот војко асхабот Ебу Убейд ибн Џеррах, на својот брат, бидејќи оваа битка се бореше заради вистината. Ла теџид каумен јуминуне биллахи вал јаумил ахир ва дуне мен хадда Аллаху ва расулу. Нема да најдеш, вели Аллах,
оние кои веруваат во Аллах и пејгамберот, да имаат пријателство со оние кои војуваат против Аллах и пратеник од негов, па дури да им се блиска роднина. Битка на Бедар, битка на пресвртница. Затоа се присетуваме на оваа битка и зедовме неколку поуки од оваа битка. Го молиме Аллах Азза ва Джелле Рамазанот да биде наша битка против нашето его, против нашиот непријател, против нашите негативни пороци. И наша последна дова е Елхамдулиллахи Раббил Аламин, ва саллаллаху ала сидна Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи аджмаин. Саламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.